Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Pasqyra e Shëndetit. Spitali Axhi Badem Sistina në Shkup tashmë ka themeluar repartin e kardiokirurgjisë së fëmijëve, me të cilën mundoson që të gjithë fëmijët që kanë probleme apo defekte në zemër të trajtohen në këtë spital që nga diagnoza deri në trajtimin përfundimtar. Për të kryer të gjitha këto operacione është një ekip multidisiplinar i përkryer me të gjithë specialistët e kësaj fushë, të cilën e udhëheq doktor Vladimir Çadikovski, i vetmi doktor kardiokirurg për fëmijë i licencuar në vendin tonë. Ne sot do ta kemi të ftuar në studio doktor Vladimir Çadikovski. Добрый день, Давидов, това нашата емисија. Добро вечер. Ви благодарам за поканата, навистина ми е драго што сум гостин во вашата емисија и мислев дека на сите телевизија ми излезено. Единствено кај нас не. Да, не сум изгледал и многу ми е драго и навистина многу пријатно во вашата студија. Ви благодарам, честа е моја и на нашиот тим да разговараме со единствениот кардиохирург за деца лицензиран во нашата земја. Работите во Axhi Badem Sistina со стручен тим кој што е начело со вас. Па да, од 1 септември ми е посебно задоволство што сум член на навистина голема здравствена организација, што се вика Axhi Badem, која што број негде, не знам, на 20.000 вработени со огромен број на болници секаде во светот. И навистина за прв пат видов како да сте дел од едно такво големо, можам да кажам, семејство кое што функционира како единица. Значи, драго ми е што целиот мој тим, кој што веќе работиме подолго време заедно, уште од клиниката за детска хирургија, во дел за детска кардиохирургија при клинички центар, напокон, после долго време, повторно пак сме заедно, негде 15 на експерти од различни области и мисламе веќе за некој кратко време во Axhi Badem, добивајќи ги сите неопходни JCA стандарди за работа за детска кардиохирургија во роди со плод. И така да сум навистина задоволен и јас и целиот тим што сме дел од таа корпорација. Имавте неколку успешни интервенции кај деца за толку краток период. Како се чувствувате? Па добро, ја 22 години оперирам само деца, што е право. Последните 7 години веќе конкретно се повеќе се насочувам само кон детската кардиохирургија. До сега имам извршено повеќе од тој тим, заедно повеќе од 400 деца со секакви срцеви мани. Многу ми е драго што пред 2 месеца, неполни 2 месеца започнавме и во клиничката болница Axhi Badem. Како што бива, секогаш е обратно пропорционално. Почнавме со многу тешки случаи и многу ми е драго дека направивме скоро 10 операции на многу мали бебиња со многу тешки диагнози, 6 интервентни процедури, така да за многу краток временски период сите се добро, сите се на домашно лекување веќе. Така да се надевам, ако продолжиме со оваа динамика, ќе ги оствариме целите за оваа година. Кои се предностите кои ги нуди Axhi Badem Sistina за овие деца да се лекуваат целосно во една клиника, од диагноза се до финалниот третман? Па, прво, морам да напоменам, бидејќи јас за овој период работев со огромен број на експерти од цел свет. Работевме со амерички тимови, буквално од секаде. Негде некој броеше, негде над 400 и повеќе експерти од различни области поминаа низ моја едукација и едукацијата на мојот тим. Но за прв пат од кога само што започнав со работа во Axhi Badem, тимот и менеджментот организира да присуствувам во Axhi Badem Истанбул, каде што е центарот за детска кардиохирургија во Турција. И навистина бе фасциниран. Значи, сретнав и запознав кои што веќе сега ми се, можам да кажам, и пријатели, експерти од областа. Детска кардиохирургија, еден механизам од негде 800 операции годишно, некои 20.000 интервенции до сега направени, со одлични резултати. И работам со луѓе кои што се сите во Америка акредитирани, мислам навистина еден прекрасен тим. И кој ќе стигнете, кој ќе го видите тоа таму како изгледа, едноставно викате што има ние да измислиме нешто, ќе го копираме истиот систем кој што е во Истанбул, да го направиме во Axhi Badem Sistina во Скопје. И можам да кажам дека полека успеваме во тоа и како што кажав и првите 10 деца кои што се интервенирани заедно, целиот овој тим, целата оваа инфраструктура и менеджмент која дава поддршката максимално на овој проект, вроди со плод и мислам дека за кратко време ќе имаме навистина еден центар кој што ќе биде гордо за целата држава. Да. Порано родителите бараа спас низ другите држави за да извршат интервенции кај децата кои се со срцеви мани, но сега можат таа технологија, тој стручен тим да го најдат и во Скопје. Знаете, не знам, искрено
Јас лично во овие 7 години цело време се прашував зошто до сега нема детска кардиохирургија. Тоа сакам да ја прашам, зошто? Бидејќи е пеколно тешко. Морам да ви кажам една работа која што е навистина тешка од сите аспекти. Принципот на тоа е што во многу наврати кардиохирургијата секогаш плени со една работа која што не може да се опише. Мислам, треба да се доживее. Динамиката и секогаш, ја ги гледам реакциите, какви се на родителите, кога јас сум бил, исто сум детски хирург, и сум работел и доста години како детски хирург, па како кардиохирург, едноставно гледате на реакцијата на родителите кога детето им е болно од некаква мана која што не е поврзана со срце и кога ги видите родителите кои имаат проблем дете со срце. Сосема е друга перцепцијата и со право. Едноставно заклучувате дека за сите овие години многу едноставно е политички, јас се тоа дистанца гледам да речат, да одлучат едноставно ќе ги праќаме, зошто да инвестира државата во кардиохирургија или како и да е, едноставно праќате ги децата во странство и нема потреба да се прави. И тоа го добивме како резултати и тогаш беше мојата прва интенција да започнеме заедно со Бил Новик, американец кој што е навистина еден од светските имиња за детска кардиохирургија. Годишно, за некои неполни 15 на 20 години, во странство имат одидено скоро 1000 деца. Но добивме друг податок, и јас стално кажувам тоа, добивме податок дека за тој период додека се праќале децата во соседна држава и со оперирани 1000 деца, 350 деца починале во Македонија. Не само што починале 350 деца, сите деца кои што се оставени од родителите никогаш не биле пратени на лекување. Сите деца со Даунов синдром, кои што имаат срцеви мани, не се оперирали, било оставени тука. Значи, јас стално викам да видиме тој кој храбриот ќе го потпише тоа решение да се праќа. Значи, еден детски живот да спасите има огромно значење. И навистина после сите овие турбулентни периоди, борби, откажувања, се будиш са вали и викаш веќе не работам ова, па продолжуваш другиот ден повторно. Бидејќи кардиохирургијата за разлика од другите хирургии, конкретно за деца кои се збори, има смртност. Значи секаде во светот, не само кај нас. И јас стално викам од камен да сте моментот кој ќе се деси на интервенција некој дете да почине или после некој време, неколку дена не оперираме ради тоа што целиот тим е под огромен стрес и се фамилизирате и со фамилијата и со детето и пробувате, но некогаш навистина толку се тешки тие аномалии, толку се пропратени со дополнителни проблеми да едноставно не можете да искочите како победник. Но во срекна околност е дека се ова заедно, оваа година, мислам онака баш сум радосен бидејќи навистина се доседи најдобар ред, но може се очекува повторно да имаме ситуации кога нема можеме искочиме како победници. Така да, мислам големата слика е сега дефинитивно ќе направиме нешто што до сега не било Македонија и да не представува, ја што викам one man show, значи да зависи само од еден човек, туку да се формира еден тим кој што ќе функционира, да не зависи само од еден човек, туку да функционира како единица за секогаш во овој систем. Така да тоа е онака мојата интенција. Но освен тимот е потребна и врна технологија, верувам. Да, значи повторно ќе кажам, тоа се све еден мозаик на коцки кој што мора да ги уклопите. Еден од најпознатите детски кардиохирурзи во свет, кој што е шеф на најдобриот центар во светот е Boston Children, свика Кастанеда. Пред некој време имаше некој интервју, гледа, вика, на што вика најмногу се гордеете за сите овие години? Најмногу се гордеем, вика, на тимот. Значи, остави позе себе нешто што навистина ќе живее. И лично моја интенција е тоа, значи нешто да оставите позе себе, нешто да ве паметат. И да ги оставите вратите за идните генерации да продолжат со ова темпо како што ние сме. Едноставно да ги отворите вратите да биде полесно секој нареден кој ќе доаѓа. А јас лично сум најгорд на тимот. Многу ми е драго што менеджментот, целиот менеджмент на Аџибаден навистина има една прекрасна поддршка. Мислам дека е win-win комбинација. Ние, менеджментот, турската екипа која доаѓа во Скопје и која што работиме заедно, дека дефинитивно ќе вроди со плод. Докторе Чадиковски, оделот за детска кардиохирургија при Аџибаден Систина целта е да стане референтен центар не само во Македонија, туку и во регионот за третман на вродени срцеви заболувања кај децата. Како мислите да го изведете цело сето ова? Знаете како, кога ќе се каже регионален центар, јас стално викам, значи резултатите ќе го покажат тоа. И луѓето сакаат и родителите кои ќе влезат во една институција да знаат дека се прави за нивното дете.
нема подобра реклама од резултатите кои што ги правите. И родителите и секој кој што има мака се распрашува, добива информации. Прашањето е какви се, дали се реални тие информации што ги добиваат. Али начално резултатите се тие што најмногу ќе ве дефинираат како некаков центар кој што ќе биде препознатлив од целиот регион. Што се плановите на Аџибаден Систина? Значи ние сме веќе во некоја завршна фаза. Се прави во моментот ние ги користиме ресурсите на адултната кардиохирургија кој што функционира во Аџибаден веќе повеќе години. Значи делот интензивната нега, делот од оделот кој што го имаат. Но во моментот се гради посебен одел за детска кардиохирургија и ќе биде навистина прекрасен. Од планот е направен, веќе се некои завршни фази. Така да веројатно ќе дојдете на отварањето, ќе го видите како изгледа тоа. Секако би ми било чест. Да, и е навистина ќе биде еден одличен центар кој што ќе брои негде околу 6 кревети за интензивна нега, ќе брои 2 кревета за интензивна нега во изолација, значи за посебни случаи, ќе брои неколку апартмани за постоперативен и предоперативен третман. Значи буквално еден одел кој што до сега во Македонија не се видел, но повторно ќе потенцирам големината на Аџибаден Систина и на целото ова е што покриени сме од експерти од сите области. Значи ако вас ви затреба детски ушен лекар, вие имате детски ушен лекар. Ако ви затреба детски нефролог за бубрез, вие имате детски нефролог. Ако треба нешто се сними, можете одма да го снимите. Ако треба да направите катетеризација, например да направите хибридна операција, да оперирате дете и во истиот момент да му направите интервентна, може да го направите одма. Значи тоа е предноста што може да има. Не само што имаме инфраструктурна поддршка од најсовремен аспект, туку и има огромен број на доктори кои што неминовно можеме да циркулираме меѓу себе, детето да добие се што треба да добие. Кој што навистина беше релативно тешко на клиника да се овозможи ради тој мултидисциплинарен пристап. Ради тоа што има и павилјонски тип, каде што болниците се раштркани на сите места и вие немате топли тунели, немате движење. Значи овде добивате се на едно место и тоа е огромен бенефит за децата. Секако. Докторе Чадиковски, ќе одиме со кратка пауза и потоа се враќаме во студија. Шкопутаме им пак част е публицитет. Чендрони мене. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe kemi të ftuar një nga doktorët më të mirë të vendit tonë, doktorin e vetëm të licencuar të kardiokirurgjisë së fëmijëve, i cili punon pranë spitalit Agjibadem Sistina dhe është doktor Vladimir Çadikovski, me të cilin flasim për të gjitha problemet apo defektet në zemër që i kanë fëmijët në vendin tonë dhe se si i trajton ato në spitalin Agjibadem. Доктore Чадиковски, дали може да ни објасните малку повеќе колку е важна пренаталната дијагноза во целата ова процедура за срцеви мани кај децата? Можам да кажам повторно. Тоа е предноста што имаше Аџибаден во ситуација пред некој време дете кое што и трудница која што ја водевме со одрено срцево заболување, ја породивме во Аџибаден, бидејќи знаевме дека има срцева мана, одма се активиравме да видиме да пристапиме кон тоа да видиме дали се работи зидна операција или не. Така да повторно го потенцирам тој мултидисциплинарен пристап во третманот на децата. Пренаталната дијагностика е многу битна. Значи, ние добивме уште пред 2-3 години имаше на ситуација каде што бројот треба да се разликува што е абортус, што е фетоцид. Значи, се што ќе помине 24-та, 22-та, 24-та гестацијска недела, се смета дека плодот има живот. Значи имате глава, раце, нозе. Дали може од оваа гестацијска недела веќе да се открие некоја срцева мана? Да, значи така е направен закон, од 22 гестацијска недела можете без никаква, и тоа сега мене ми е многу драго дека ние успеавме да го промениме тој закон и со министерот кој беше пред некој време, бидејќи јас сум апсолутно либерален во однос на тие абортуси и така натака, но целата варијанта е што после 24 гестацијска недела веќе има живот и тоа не представува веќе абортус. Во детска кардиохирургија постојат над 180 дијагнози, 240 хируршки техники. И сега веќе се случува многу често, бидејќи од кога го развивме тоа, значи во Македонија се умртвувале повеќе од 40 деца со срцеви мани. Пред некој време од кога ги добив тие податоци, што се фрапантно лоши податоци. Да. Прашањето е следно, значи мора да се створи тој триаголник на доверба меѓу фамилијата и докторите и сите, за да можеме да го решиме тој проблем. Ќе ви го објаснам многу сликовито. Значи, 95% од срцевите мани, ако се дијагностицираат пренатално, значи во текот на бременоста, и се согледаат за каква дијагноза се работи, 90% од тие дијагнози може да се оперираат и да имаат одличен резултат и квалитет на живот понатака во текот на својот живот.
Само кај 5% случаевите, каде што повторно, единствено можам да кажам, јас потпишувам на некој начин како лекар дека може да се одлучиме за прекинување на бременост, се две дијагнози. А тоа е хипопластично лево срце, кога отсуствува целото лево срце на детето. Постои хируршка техника, но се 3 операции и квалитетот на живот е многу низок и кога има една комора место 2 комори, тоа се вика single ventricle. Тогаш им ја прикажувам, иако и тогаш ако мајката и таткото сака да го сочуваат плодот, се бориме до крај. Но им сугерираме што следи од моментот кога ќе се роди детето, дека бара огромна борба, така да се друго сметам дека треба, мислам не е тоа дека јас сум го измислил, дека тоа моја некоја теорија, тоа се секакви стандарди светски, европски и така натака. Че во Германија правите само едно, веројатноста да прекинете бременост на дете со срце е мала, мана е под 0, значи не е ни 0. Значи некој да се осмели вака, али повторно ви кажам, мора да постои доверба меѓу лекарите и фамилијата, бидејќи едноставно вие не можете да се борите ако мајката не се бори за плодот. Значи вие можете да сугерирате, можете да ги советувате, да им кажете све тоа, али едноставно, значи мајката е тоа олицетворение кое што треба да го носи тој плод и вие морате со нејзе да најдете начин да им објасните на луѓето дека навистина после тоа постои интервенција која што кој ќе се направи, кој ќе се реши, детето ќе биде сосема нормално. Резултат на тоа е да ги видите сите деца кои што се оперирани до сега, да видите како изгледаат, тоа се нормални здрави деца кои што трчаат, играат, све најнормално може да бидат од спортисти и до војници и до што сакаат. Значи затоа сметам дека едукацијата и има различни мислења. Тука абортусите, фетоцидите, донирањето на органи, евтаназијата, тоа се све теми кои што се најмногу етички дискутабилни и секогаш има за и против. Тоа е јако ќе кажам за, некој ќе каже против, така да, али по принцип мислам дека кога се работи за детски живот и кога знаеме дека постои глава, раце, нозе, дека постои лек за тоа дете кој ќе се роди, дека кога оперираме и се најдобре имаме здраво дете, мислам дека навистина треба борба, не треба човек да се откаже. Но од една страна треба да ги разбереме и родителите кои се исплашени и нема толку многу доверба во нашиот здравствен систем во Република Северна Македонија. Тоа е најголемиот проблем, мислам, дефинитивно. Мислам, ја не би верувал во тоа све што се случува, све што се збори. Јас сум 23 години во овој здравствен систем. Навистина е едно од најтешките министерства по моја вакво, бидејќи на некој начин го држи социјалниот мир во државата. И сега толку има секакви се слушаат и од страна на пациенти, од страна на лекари. Има како што има добри новинари, така има и добри доктори, како што има лоши новинари, така има и лоши доктори. Мислам, тоа е нормално. И јас стално потенцирам кога се збори за дека голем број на доктори напуштаат државата, има два типа на напуштање на државата, тоа го потенцирам. Тоа се доктори кои што само што завршиле и добиле некаква медицинска азбука, остатокот од едукацијата ја добиваат надвор и напуштањето на најдобрите доктори. Концепцијата за задржување во Македонија да ги задржите најдобрите доктори. Бидејќи тие што не се добри и тие што најмногу прават, тие може слободно да во Германија да видиме како ќе се снајдат таму. Мислам, навистина, ако не се, концепцијата за задржа најдобрите доктори, тоа е по мене, а сите се знаат кои се. Мислам, тоа не е оваа мала држава. И вие сте едниот еден од најдобрите доктори кои ги имаме во нашата земја. Целата работа е што навистина има добри доктори во државата и навистина треба да се негуваат. На некој начин да се сочуваат, без разлика дали е тоа јавно или приватно. Мислам, сите сме во една иста држава, така да пациентите флуктуираат во тој цел систем. И мислам дека интенцијата треба да биде насочена тој правец. Секако, но мислам дека за некој доктор да ја покаже својата способност, треба тим, треба место, треба технологија, која вие ја имате во Аџибадем Систина и можеби тоа и влијае во довербата на родителите, зошто тие да се обратат баш кај вас. Па видите, целата таа слика, јас стално викам, секој што има мака, колку и да е образован, он е првиот печаток го добива од болницата одма. И одма знае со кого има работа, поготово дека си има маката кај себе. Јас стално викам и оваа емисија сега најмногу ќе гледаат родители кои што имаат проблем со деца со срцеви мани. Зашто? Бидејќи нив им тежи. И навистина јас од оваа дистанца сега кога гледам, бидејќи сум го видел системот и едниот и другиот, овде навистина е за нас као лекари е навистина многу лесно, бидејќи има кои да се има таква голема логистика што се грижи за нас,
да ние не треба да се секираме за ништо, освен да си работиме работата што треба да работиме. Све е тоа една меѓусебна соработка, треба да се направи, се прави. Имаме можност да работиме заедно со едни прекрасни професионалци од Турција кои што даваат, мислам, они веќе го поминале тоа, значи го копираме тој систем. И сега едноставно ги гледам и родителите кои доаѓаат, кои ќе го видат тоа све како изгледа. Од приемот на детето, до хоспитализацијата на детето, до третманот на детето, до постоперативниот третман, до одење дома, дека тоа е све направено по стандарди, тие GSA стандарди, едноставно и вас ве импонира и ви е убаво кој ќе видите родителите колку задоволни од тој цел систем како изгледа. Така да мислам дека сме на право место. Секако. Рековте дека се тешки случаи со кои се справувате, но би сакала да ве прашам за тоа што кај родителите влие и тоа колку успешни операции имало еден доктор за да тие да се обратат токму кај тој доктор. Кој бил најтешкиот случај со кој сте оперирале и најмалото дете? Збориме за Аџибаден, зборите од овие деца, од овие деца во Аџибаден. Например, еве денеска имавме интервенција, направивме, по мене мислам дека е најмало дете, стававме со доктор Трајков и Ковачевски, стававме песмейкер на дете на кое што како новородено му е ставено. Детето е 3-годишно детенце со Даунов синдром, на кој што бараше се направи промена на песмейкер. Значи тоа мислам дека претпоставам дека и најмалото дете до сега што е сменет песмейкер, значи преку врат да му се стави во срцето, а да се извади постоечкиот кој е во стомак. Иначе имавме сега скоро имавме детенце со негде околу 3 килограми. Се не ме држи за педиатрите со мене што работат, сите ги имаат информации повеќе него ја во однос на тие тежини возраст, али мислам дека околу 2,5-3 килограми беше најмалото дете кој што сме го работеле сега во Аџибаден. Би сакала да знам и од вашата целосна кариера кој би било најтешкиот случај со кој сте оперирале и најмалото дете? Најмало дете што сме го работеле, мислам беше 1 килограм и 700 грама, мислам така нешто беше, се сеќавам, тоа беше на клиника. И мислам дека поминавме најдобар ред со него, бидејќи го растевме тоа дете. И мислам, баш беше онака една успешна приказна. А најтежок случај не можам, мислам дека секој случај од кој што нема да искочам како победник, и јас и целиот тим мислам ми представува секојаш најтежок. И само стално ќе речам, мислам дека ги памтам сите тие деца, буквално. И мислам онака еден стрес кој што не може да се опише. И стално кажувам, многу е лесно да критикувате од страна, треба да дојдете да видите како изгледа тоа. Бидејќи секој во оваа држава, поготоа што сте повеќе јавна личност и повеќе сте експонирани така, сватив дека секој си зима за право што сака да збори за вас. И стално им потенцирам, дојдете, видете како изгледа тоа. Мислам дека за многу кратко време ќе осменат своето мислење. И затоа сметам дека не можам да потенцирам кој бил најтежок случај, али мислам дека сите случаи кои што се врежале во мене, кои што не сум успел да искочам како победник и сметам како најтешки случаи. Не верувам дека успешните приказни се побави. Да, стреке се многу големи. Навистина има еден огромен број на деца кои што значи не можам да ви опишам како изгледа реакцијата на родителите кои ќе искочат од сала. И ова е од ретките професии кои ќе легнете у кревет, знаете дента што сте направиле. Буквално онака бидете во кревет, викате денеска знам што сум направил заради мене и заедно со тимот. Има едно дете сега кој што ќе има добро детство. Мислам, стварно треба да се доживее тоа, не може да се опише баш. Дали може да ни кажете од која до која возраст ги оперирате децата во Аџибаден Систина? Значи од новороденечка возраст, че непосредно од самото раѓање до 18 годишна возраст, а потоа ги превзема адултниот кардиохируршки тим, ако е постаро. Бидејќи постојат голем број на вродени срцеви мани кои што се оперираат покасно во текот на животот. Многу ми е драго дека со професорот Тендер Одемиш, кој што е навистина од најпознатите интервентни кардиолози во регионот, кој што прави негде повеќе од 400 интервенции, ја започнавме интервентната кардиологија во Македонија интензивно на деца со срцеви мани. Сега за неполни 2 дена и направивме 6 интервенции на деца со интервентни и тоа е, мислам, една коцка која фалеше во нашиот тим за да го развиеме тоа, бидејќи на пример многу е битно ако имате таа интервентна кардиологија, какви ќе бидат резултатите после од операцијата. Значи баш е онака, тоа ни фалеше. Мислам дека сега имаме целата слика и целата екипа, да. Рековте неколку видови на срцеви мани. Дали може да ги споделите и со нас? Може би родителите да дознаат на кои срцеви мани најчесто работите?
не би потенцирал толку, има 180 срцеви мани. Значи ние ги работиме, можам да кажам, сите срцеви мани. Што треба родителите да внимаваат? Значи кои се знаците, тој го потенцирам, кои што треба да внимаваат и кои се основните знаци кои што се први предзнаци дека детето има проблем со срцето. Првите работи кои ќе ги слушнете, кои ќе ми се јавуваат по телефон, има бодеж во срцето, го стега кај срцето, значи тоа не се знаци за срцева слабост. Знаци за срцева слабост се интензивно потење, поготово навечер додека спијат, при напор и плачење ако помодрат, ако имаат забрзано дишење, значи се примети дека имаат забрзано дишење и губат во телесна тежина. По мене тоа се 4 знаци кои што треба да ги имате како податок дека имаме проблем со детево, нешто треба да се провери. Да не зборам они рутински прегледи, шум на срце кои ќе одите на преглед со слушалици, туку зборам клинички знаци кои што можете дома сами да ги приметите. Јас стално викам сликовите на студентите им објаснам од типот, викам да ви давам супа да јадете и да дишете брзо, пробајте да јадете супа, нема можете да јадете. И тоа е истиот принцип, значи они слабеат бидејќи брзо дишат, а тоа е заради проблем што ги имаат со срцето и на тој начин не можат да конзумираат храна, брзо се замараат и на тој начин губат телесна тежина. Најбитни се два момента кај срцевите мани. Срцето не сме се надуе, ради причини, и не сме притисокот во плуќата да биде голем. Тоа се двата знака кои што као хирург не сме си ги дозволите. Значи, и секогаш тие следења се прават. Кога ќе видиме дека срцето се дуе ради некоја мана, тогаш интервенираме. Никош не се прави одма. Хирургијата е секогаш последна работа, не е прва. Иако сум хирург, вака малку звучи. Оти обично родителите се плашат. Значи ја кажуваме, значи хирургијата е секогаш последната работа, не е првата работа. И сега јаме баш многу ми е драго бидејќи ја го потенцирам исто така тоа бидејќи стално ме прашуваат зошто работите со други, зашто не работите као сам да влезете. Во оваа држава има еден момент. Ако сте вие критичен, а тоа што значи? Дека јас сум као единствен, сакам да седнам и јас со колеги кои се бавиме со иста проблематика и да дискутираме за детево. Значи сите клиники, сите оделенија, сите имаат повеќе доктори од истата област. Значи јас сакам да споделам огромна одговорност со некои други луѓе кои што имаат, кои што се знаат проблематика, ја ќе направам вака, не ја ќе направам вака, ја имав дете, ќе го средам. И ако вие споделите такви, ја викам ќе влезам на операција и ми се слоши, кој ќе заврши операцијата? Че мора да имам од другата страна некој кој што ја разбира проблематиката, ако мене не ми е добро, некој да ја заврши интервенција. Ако вие сте критичен, сте нестручен. А ако сте некритичен, вие сте експерт. Али многу е лесно, викам, да сте некритичен на туѓо дете. Да е ваше дете, петорица од Америка ќе ги донесете. И тоа стално го потенцирам. Значи, најголемата слика кај нас е дека јас сум горд, навистина и ми импонира да работам со овие луѓе, со кои што работам сега во Аџибаден. И веројатно баш тој конзилиум, тој телемедицински пристап кој што го имаме за секое дете ќе вроди со плод, бидејќи нема суета, нема, знаеме дека сече некое дете е тоа, некој се грижи за тоа дете, некоја фамилија. И навистина сакаме и се правиме за тоа дете. Срцевите мани се такви 2 и 2 не се 4. Влегувате со една дијагноза, може да искочи друга дијагноза, ама треба да знаете да излезете од таа дијагноза. Значи, затоа тој пристап на колегијалност и тоа што се прави секаде во свет, сакаме да го примениме тука. Секако и тоа многу добро. Но би сакала да ве прашам дали има се уште родители кои се плашат и решаваат да не ги оперираат своите деца и кои ризици може да ги носи ова? Видете, ја почитувам, значи секаде у свет има. Мислам, не е само кај нас, значи едноставно може да не верува во мене, може да не верува во други колеги, може да не верува, мислам, секој родител си носи одлука за своето дете, каде сака. Ние сакаме баш тоа да го промениме, таа перцепција што постои во Македонија дека тоа што е надворе секогаш подобро од тука. А повторно ќе се вратам на тоа дека резултатите тоа ќе го покажат, бара време. Но мислам дека оваа година ќе биде клучна да луѓето едноставно во Македонија сватат дека се што е со деца со срцеви мани ќе биде згрижено. Ја исто така ќе потенцирам што носи детската кардиохирургија. Детската кардиохирургија не е само операциите на срце. Ако се сеќавате кога беше оној свински птичи грип и кога умре еден куп деца, 20 на деца, и не знам колку беа на 2009, не се сеќам точно која година, да имаше детска кардиохирургија, 90% од тие деца ќе се спасеа. Бидејќи ќе се ставеа на екстракорпорална, тоа што се користиме секој ден, ќе можевме да ги ставиме на ЕКМО и голем број од тие деца се спасат. Ако не е срцева мана. Значи, ние сме центар сега, преку детската кардиохирургија, ние правиме диализа од бебе од 1,5 кг,
од 1 кг 500 грама можеме да направиме дијализа и детето да добие да промокри едноставно. Значи тоа го носи кардиохирургијата. Значи никој Македонија не прави дијализа на бебиња. Ние правиме дијализа на бебиња, бидејќи голем број од срцевите мани кои ќе искочиме од сала, ако детето не моча, ние му го ставаме на дијализа. По 2-3 дена тоа се поправува и продолжуваме понатака. Така да ви кажам, кардиохирургијата е една комплексна. Носи многу бенефици за државата. И тоа треба да се негува, тоа го кажувам. Секако. Би сакала да се вратам пак кај родителите, затоа што рековте комуникацијата со нив е многу важна. Што би им советувале на сите родители кои можеби имаат дете со некоја срцева мана? Прво мора да се направи добра евалуација, значи добро да се види за каква срцева мана се работи. Значи прво мора да се направи ехотомографско исследување, што постојат неколку методи на испитување. Ако ехотомографски колегите што се бават со кардиологија кај нас, за пример зборам за Аџибаден, го видат детето и сметаат дека не можеме да добиеме убава слика, правиме компјутерска CT ангиографија, компјутерска ангиографија. Ако и тоа не дојде до соодветна дијагноза, правиме катетеризација кај што ја добиваме крајната интервентна катетеризација, правиме добиваме крајната дијагноза. Значи секогаш ако немате права дијагноза, и тоа ги советуваме родителите, добрата опција е што во Аџибаден имаме договор со фондот, значи сите услуги се покриени од државата. Значи сите овие испитувања што би ги правеле, сите овие инвестиции фамилиите ништо не плаќаат, едноставно државата ги покрива тие трошкови и сметам дека е одлично, бидејќи е екстремно скапа како метода и голем дел од има огромни трошкови. Така да би ги советувала секој што се сомневаат да отидат кај детски кардиолог, да ги прегледа, да ги види ехотомографски и после тоа да дојдат на консултација, да видиме дали тоа дете бара нешто да му се прави, бара некаков третман, можеме само да го следиме. Така да, тоа се примарните работи. Доктор Чадиковски, сме при крајот на нашата емисија. Некоја последна порака која сакате да ја упатите до сите наши гледачи? Па, посебна порака, значи, сметам дека секоја срцева мана треба да се свати озбилно. Значи, нема, стално кажувам јас, нема играње со срце. Срцето дава само една шанса. Тоа сум го сватил, втора шанса не ви дава. И ние лично, секоја срцева мана, секој дете кој ќе дојде екстремно озбилно во сваќаме, без разлика дали е за операција или не е за операција, бидејќи пристапот е многу битен и начинот на кој што се соопштува на фамилијата за да знаеме понатака што ќе прави. Така да мојот совет е да секој што смета дека има некаков проблем, слободно може да дојде да дискутираме и да најдеме решение за нивното дете. Ви благодарам многу што бевте дел од мојата емисија. Благодарам и на вас за поканата. Shikues të nderuar, ne me kaq që përmbyllim emisionin për sot. Faleminderit që ishit me ne dhe bashkë do rishemi nesër. Deri atëherë, mirupafshim.